пошироко. Почитувана Весна Ивановиќ-Кастерет, представничка регионална директорка на UN Women канцеларијата, почитувана Цветанка Иванова, генерална секретарка на Собранието на Република Северна Македонија, почитувани представнички на граѓанскиот сектор, почитувани представници и представнички на меѓународните организации, почитувани медиуми. Дозволете ми да ве поздравам и да го изразам моето огромно задоволство што можам да се обратам денес на првиот ден од регионалната конференција на тема предизвиците со кои се соочуваат жените и девојчињата во регионот на патот кон Европската Унија. Воедно сакам да се заблагодарам на сите учесници од земјата и регионот кои со задоволство ја прифатија поканата на Министерството за труд и социјална политика да земат учество и да зборуваат на оваа исклучително важна тема. Поаѓајќи од тоа дека за правата и заштитата на правата на девојките и жените не треба да зборуваме само на 8 март. Заедно со мојот тим и со секторот за еднакви можности во Министерството одлучивме цел месец март да го посветиме на подигањето на свеста за предизвиците со кои што се соочуваат жените и девојките во нашето општество преку гласно и јавно зборување. Преку кампањата на Министерството за труд и социјална политика, гласна и храбра, а со подршка на канцеларијата на UN Women во Скопје, реализиравме бројни панел дискусии и работилници, разговаравме со различни целни групи, посетивме многу населени места. Нашата цел беше непосредно низ разговор да ги слушнеме предизвиците на жените денес, да слушнеме кои се нивните потреби, приоритети и сугестии, а во насока истите да станат важен влог при креирањето на политиките, стратегиите, програмите и мерките за унапредување на квалитетот на живот на сите граѓани. Денес, во моje име и сите оние кои ја реализиравме кампањата, може да потврдиме дека споделените приказни на жените и девојките и нивните сугестии се еднозначајно искуство, кое ќе биде преточено во конкретни политики и мерки кои ќе овозможат поквалитетен живот за сите. Затоа што сите имат право на еднакви можности, еднаков пристап до ресурсите, еднакви права и заштита без разлика дали се жени или мажи, момчиња или девојчиња. Унапредувањето на родовата еднаквост во сите сегменти во општеството е приоритет на Министерството за труд и социјална политика. И во таа насока се нашите заложби при креирањето на политиките, стратегиите и законите. Во овој контекст сакам да споменам дека основен стратешки документ во оваа област е Стратегијата за родова еднаквост 2022-2027 година, чија визија е постигнување на родова еднаквост во општеството како услов за целокупен и одржлив економски, социјален напредок и развој на земјата. Искуствата потврдуваат дека поуспешни и понапредни се оние држави и општества каде се почитува родовата еднаквост и каде знаењето и можностите се еднакво достапни за сите. Затоа, кога целиме кон градење на општество кое ќе генерира успешни генерации, треба да ги земеме во предвид токму овие искуства. Понатаму Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, Законот за спречување и заштита од дискриминација, Законот за обештетување на жртвите од насилство, Кривичниот законник, се правната рамка која превенира, заштитува и санкционира било каков облик на насилство врз жените, вклучително и говорот на омраза, родово базираното насилство и сексуалното насилство. Правната рамка во државата е согласно меѓународните стандарди. Можам да потврдам дека имаме одлична регулатива
но предизвик за секој од нас е токму нејзината успешна имплементација. Дека имплементацијата, но и осигурувањето на стандарди и можности за развој на секој се наш врвен приоритет, ќе можете да забележите од видеото кое што ќе следува. Пред токму 29 денови, токму на оваа место, погледнавме едно друго видео кое зборува за говорот на омраза насочен кон жените во политиката. И токму по тоа видео ја најавивме и нашата кампања за економско и ментално јакнење на жените, како клучна компонента за вистинска родова еднаквост. Зашто еднаквоста не е бројка, ниту квота, не е процент за кој ние ќе зборуваме. Тоа се охрабрени и сигурни жени кои веруваат во себе, но и во институциите и во политиките. Затоа изминатиот месец минавме 3000 километри, организиравме 30 работилници, чувме 50 панелисти и се запознавме и разговаравме со 1500 млади жени и девојки, и приказните кои што ќе ги има во видеото, кои што ќе ги видите, се само наговестување на онаа што нас теренот не научи. Седнавме во круг, зашто точката е знак кој мора да го ставиме на голем број од проблемите со кои што се соочуваат жените и девојчињата. Да ставиме точка и да овозможиме предизвиците пред нас исправени, да ги направиме позитивни резултати. Но и да се гледаме и да знаеме дека во битката сме заедно. Слушнавме жени кои мислат дека се тивки, но со нас се охрабрија и станаа гласни, но не охрабрија и нам да бидеме уште погласни токму за нив. Не потсетија дека вреди да се посветиме многу повеќе на донесувањето и на предлог законот за родова еднаквост, кој има за цел зајакнување на машинеријата за еднаквост и кој со воспоставувањето на Секретаријатот за родова еднаквост ќе обезбеди гаранција дека политиките кои што ќе поминат низ влада ќе ја содржат родовата компонента, односно ќе бидат родово одговорни политики. Но слушнавме и приказни од жени кои се вработени, а кои имаат потреба повторно од поддршка и охрабрување. Зборувавме со жените од текстилната индустрија, но и од бизнис секторот, со жените од IT секторот, но и од здравствениот сектор. Токму за секоја од нив значајно е денес да истакнам дека се работи и на нов закон за спречување и заштита од вознемирување на работа, со тенденција да се даде силен превентивен аспект на заштитата на жените на работно место, но и да се усогласи со меѓународните стандарди. Овие родово сензитивни законски решенија нудат можност да ги потврдиме нашите колективни заложби и посветеност кон реформи во општеството и подобрувањето на квалитетот на живење. Речи си и да немаше работилница на која не се зборуваше за економското зајакнување на жените и од потребата од флексибилност на пазарот на труд, токму според потребите на работниците. Новиот закон за работни односи ги опфаќа токму овие барања на жените, со воведувањето и промовирањето на два нови институти – работа од дома и работа од далечина, форми на работа кои им обезбедуваат флексибилност, но и стабилност на жените. Но да не забораваме и на важноста на комуникацијата, односно на важноста од употребата на родово сензитивното зборување. Прашањето за тоа дали и колку жените треба да бидат вклучени во носењето на одлуките во општеството, прашањето за местото на жените на раководните позиции и функции, како и прашањата за жена премиер или председател на држава не треба да бидат поставени. И дури тогаш ќе можеме да кажеме дека е постигната целта, односно дека имаме целосна родова еднаквост во општеството.
Денес пред сите вас сакам да порачам дека како Министерство продолжуваме посветено да работиме на подигање на свеста, исправување со сите форми на родово базирано насилство, дискриминација, вклучително и говорот на омраза. Продолжуваме да креираме и спроведуваме мерки за справување со насилството врз жените, кампањи за подигање на јавната свест и одговорност на сторителите. И на крај би завршила со пораката до сите жени. Жени и девојки, бидете гласни и храбри, затоа што тоа е чекорот кон вистинската слобода, кон слободата на говорот, слободата на изборот, слободата на живеењето. Бидете гласни и храбри, а институциите се тука да ве слушнат и да ве поддржат. Ви благодарам.